председател, почитувана министерка, колеги и колешки пратеници. Почитуван колега, со доза на внимание го следев вашето излагање. Вие зборувавте за енормен пораст на трошоците, непродуктивни трошоци, дефицит, задолжување, меѓутоа со уште поголемо внимание го следев излагањето на министерката, фатив неколку прибелешки кои што мислам дека на сите нас ќе ни користат. Министерката во своето експозе јасно укажа на целите, но и на поидовните точки за тоа како е креиран ребалансот на буџетот. Зборуваше за реални и остварливи основи, за реални и остварливи проекции, за плати, земјоделство, општини. Исто така зборуваше и за одвојување на повеќе средства кои што се неопходни за забрзување на инвестицијска активност. Она што мене посебно ми се допадна, спомна отпорноста на македонската економија, меѓутоа и растот на довербата на странските инвеститори, кои што се укажува на тоа дека растат странските директни инвестиции. Најмногу од се, клучна поента е дека дефицитот генерира развој, а вие во неколку наврати спомнавте дека е проблем дефицитот, што фактички го демантира самата министерка. Овој дефицит е исклучиво насочен кон генерирање на развој. И на крајот, министерката заклучи дека инвестициите директно го подобруваат стандардот на граѓаните. Она што јас во преостанатите неколку секунди можам да го кажам, дека дополнителното зголемување на дефицитот од 0,6% поени има единствена причина да се финансираат инфраструктурните проекти. Инфраструктурните проекти кои што секој од нас може да ги забележи пред се тргнувајќи од својата општина. Јас и на комисиската расправа го кажав примерот со Неготино. Во овој момент обемот на инфраструктурни проекти кои што се реализираат во општината, низиниот финансиски бенефит изнесува 4 милиони евра, што е научна фантастика за една мала општина како Неготино. Сакам да изразам почит спрема министерката, спрема низиниот тим, за тоа што носат одлуки, носат храбри одлуки, кои што треба да овозможат сите граѓани на Република Македонија да почувствуваат бенефит од тие одлуки. Ви благодарам.